Најпочитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Алијансата за позитивна Македонија, господинот Љупчо Зиков. Господине Зиков, како нов актер на политичката сцена, што ново и поразлично ќе понудите за гласачите? Нудиме реална визија која чекори на теренот. Нудиме конкретни решенија за големите македонски проблеми. За големи македонски проблеми ги сметаме огромното иселување на македонските граѓани од сите националности и етнички групи. Тоа е, јас го нарекувам најновиот екзодус во серијата екзодуси во последните 2 века на македонците, и додека тие другите екзодуси биле со пушка, денеска екзодусите се со визи и пасоши кои не се македонски, нели? Македонците денеска земаат бугарски пасоши, земаат косовски, албански или некои други пасоши, а наскоро откако Србија ќе ги почне преговорите, најверојатно ќе почнеме да земаме и српски пасоши. Вториот столб, вториот момент што сакаме да понудиме конкретни решенија за решавање на големиот проблем е огромната невработеност и безперспективност, особено во реалниот секторот на предпријатија во Македонија, и тука го лансираме нашиот проект за 100.000 работни места во рок од 4 до 5 години. Го спомнавте концептот за отварање на 100.000 работни места. Како планирате да го изведете тоа? Ако тоа беше толку лесно до сега, претпоставувам некоја влада ќе го спроведеше. Станува збор за политичка волја. Јас тврдам дека до сега немаше политичка волја за отворање работни места во македонските компании. Редно време е да се ослониме на нашите сили, бидејќи нашиот социјален проблем најлесно можеме да го решиме преку инвестиции кои ние ќе ги правиме овде во Македонија. И заради тоа нашиот модел е државата да гарантира за инвестициите, за кредитите, да се поттикне Македонската банка за потрошка на развој, да се докапитализира, тоа е државна банка која ќе застане за инвестициите на македонските граѓани, на македонските компании, фирми. Понатаму да се отворат еквити фондови. Значи тоа се мешовити државно-приватни партнерства, јавно-приватни партнерства, кои ќе инвестираат во некои сектори на економијата каде има помал интерес за инвестиции, и така на таков еден директен начин и директен и индиректен начин да се либерализира банкарската политика, да може граѓаните полесно да доаѓаат до инвестициски кредити. Бучковски или Јорданов, кој ќе биде кандидат на Алијансата за престојната председателска трка? Алијансата ќе има свој кандидат за председателските избори. Ние не можеме да кажеме во моментот името на нашиот кандидат. Консултации се прават. Освен овие 2 имиња, нормално ние размислуваме и за уште некое име. Ќе ни го откриете? Тие консултации се во моментот, мислам, би било крајно несериозно да лицитираме. Гледам деновиве лицитираат разни имиња во медиумите. Ние пак ќе кажам, редот на нештата вели да уште малку се стрпиме пред да објавиме. Очекувате ли паралелно со председателските избори да бидат одржани и предвремени парламентарни? Алијансата за позитивна Македонија е подготвена за избори во секој момент. Тоа значи дека ги очекувате или се спремаме како да ќе ги има, меѓутоа има информации дека ќе ги нема, така да многу и не се замараме со тоа прашање, заради тоа што пак ќе ви кажам, ние сме подготвени, ние имаме нашата агенда, имаме нашата програма. Хипотетички гледано, доколку се одржат предвремени парламентарни избори на пролет, како планирате да настапите сами или во коалиција со некоја друга партија? За сите можни коалиции ќе разговараме по изборите. Се гледате ли себе си како нов премиер на Република Македонија? Јас имам мои идеи за Македонија. Имам визија за Македонија каде ја гледам. Сметам дека Македонија мора конечно да ја уклучи третата димензија на своето постоење. Ние досега живееме во 2 димензии, историја и географија. Мислам дека Македонија во таа трета димензија мора да го бара излезот во создавање вредности и споделување на тие вредности со европските народи. Ние сме во Европа, ние живееме во Европа и ние ќе бидеме дел од Европа, дали тоа некој овде го сака или не го сака, едноставно секогаш сме биле дел од тоа. Така да ја имам својата визија за Македонија, ги имам решенијата за Македонија, ги споделувам со моите колеги во Алијансата за позитивна Македонија. Нормално дека политиката е реална работа, не е фикција. Политичкиот распоред на силите ќе покаже што ќе се случува во иднина.
Велите, визија имате, но дали во таа визија се гледате себе се седнат на премиерското столче? Апсолутно. Апсолутно и сметам дека ја имам програмата со која може да се помести Македонија во правец на ова што го зборувам. Така да и не би влегол во оваа политичка битка ако на крајот на денот ја немам својот нагон да ги менувам работите, а се знае кај се менува. Во што тогаш сметате дека би биле подобар од дуализамот за кој што зборувате, односно од Груевски или Заев? Отварање на либерализмот. Значи, во Македонија не постои либерални процеси, не постојат. Значи, кај нас во партиите постојат диктатури. И заради тоа денеска Заев има проблем, например. Значи, заради тоа што се уште не расчистил со диктатурата на Црвенковски. Кога ќе расчисти со диктатурата на Црвенковски, а нема да воспостави своја диктатура, тогаш ќе СДСМ ќе биде посилна партија на сцената. Од друга страна, исто и во ВМРО ДПМН, Никола Груевски ја држи цврсто партијата внатре, без да дозволи слободна енергија да циркулира кај членството, кај граѓаните и така натаму. Јас не сум човек кој се потпира на тој тип на авторитаризам, значи како што тоа го гледаме во овие две партии или во другите две албански партии. Сум склон на слушање идеи од повеќе таргети. Мислам дека тука ќе биде една нова вредност доколку алијансата биде во улога да одлучува и ја лично за нештата во Македонија. Мислам дека таа релаксација на општеството ќе се почувствува веднаш, повеќе граѓани ќе добијат позиција да кажат што мислат и на крајот на денот и медиумите би добиле својата, кога тоа би се решило, медиумите би добиле својата нова улога. Забележуваат дека главниот фокус на вашата критика е насочен кон опозицијата, изоставувајќи ја власта. Како го коментирате тоа? За мене и власта и опозицијата се власт. Тие се во парламентот. Значи не можеме ние да избегаме од амнестија на одговорноста на опозицијата за нештата што се случуваат во Македонија. Ако се вратам во блиската историја, можам да анализирам дека во Македонија непотребно опозицијата бараше предвремени парламентарни избори во 2011 година. Зошто ги бара кога знае дека ќе ги изгубат и тоа катастрофално? Ако не знае, тогаш, како велиме, тоа е неспособна опозиција да не може да предпостави што може да се случува. Значи, тоа се ноторни грешки на политичката сцена што се направени, што, пазите, после тие избори имаме уште нов мандат од 4 години на оваа власт. Значи, овде е огромна политичката одговорност на опозицијата во еден таков потек. Од друга страна, не се согласувам дека јас не сум критичар на власта. Кој ги чита моите колумни, кој ги гледа моите јавни настапи, значи, јас не ги амнестирам од одговорноста што денеска се случува во македонската економија во еден голем дел. Исклучувам делот на странски инвестиции за кој сметам дека е добро одработен и добро се одработува, меѓутоа си го задржувам правото да сметам дека и нема некој специјално голем ефект врз македонската економија тоа што странските инвеститори ги има во поголем број во Македонија. Сега да не се навраќам на економскиот дел назад. Специфика за Алијансата за позитивна Македонија и моја лична е што со тие забелешки ги кажувам и моите решенија и сум спремен да дебатирам со сите од нив, значи на маса. Сега проблем во Македонија што нема дебата. Кога зборувате за црвените линии, за националните прашања, по што се разликуваат вашите црвени линии од оние на владеачката партија? Ние тргаме од позицијата дека македонскиот идентитет е нападнат идентитет. Директно од Грција, индиректно практички преку Брисел. Нашата црвена линија е следна. Македонското име, Република Македонија, уставното име треба да се задржи. Македонија нема да го смени уставот и следствено на тоа во својот устав таа е дефинирана како земја во која живеат заедниците во Македонија, сега да не рецитирам преамбулата на уставот, во која е добро забележено дека постои народ и јазик кои се викаат македонски. Тоа ако се реши, Македонија може да разговара за име за меѓународна употреба или за промена на референцата кој како сака нека го каже. Тоа подразбира Грција да го напушти принципот на ерга омнес име. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на шансата и можноста. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.